Кога станува збор за дронови, еден бренд се истакнува пред сите други. Со седиште во Шенџен, Кина. Кинеска приватна компанија го освои пазарот на дронови за се, од аматерска фотографија, гасење шумски пожари до заштита на чувствителни локации. И ова е проблем, велат американските регулатори за сајбербезбедност. Во јануари FBI и Американската агенција за сајбербезбедност и безбедност на инфраструктурата предупредија дека законите донесени во последните години од кинеската влада и даваат можност да ги разгледа сите податоци собрани од кинески фирми. Беспилотните летала што се користат широко низ САД може да станат алатки за шпионирање, велат агенциите. Можете да помислите на полициски одел во голем град кој користи дрон, што може да биде достапен за кинеската влада. Може да помислите на беспилотни летала што ги користат војската, шумската служба, федералните агенции, противпожарните служби. Тоа може да ви даде увид во структурата на јавната и националната безбедност на САД. Загриженоста не е нова. Во 2021 година оваа компанија беше санкционирана заедно со други кинески производители, за кои САД рекоа дека правеле производи што може да се користат за шпионирање. И минатата година Конгресот на САД усвои нацрт закон со кој се забранува купување и употреба на дронови од кинеско производство од страна на федералните агенции, како и државните и локалните агенции кои користат федерално финансирање за купување. Кинеската влада ги негира тврдењата за шпионирање. САД многу го проширија концептот за национална безбедност и измислуваат секакви изговори за злоупотреба на извозните контроли за неразумно да ги потиснат кинеските институции и фирми. Новото упатство, кое не наведува никакви конкретни инциденти, го охрабрува прифаќањето на беспилотни летала од американско производство со безбедносни карактеристики. Но кинеските дронови се покажаа сигурни и далеку поевтини во споредба со американските модели. Кинеската влада беше многу стратешка во субвенционирањето на одредени институции за кои мислеа дека ќе бидат во корист на разузнавањето. Иако армијата на САД и некои федерални агенции ја забрани употребата на кинески беспилотни летала, многу други агенции се уште ја користат и зависат од опремата во која инвестирале. Новото предупредување има за цел да ја забрза транзицијата, вели Луис. Тоа ги тера луѓето да се повлечат и да кажат дека не е само цената што е важна, туку и безбедносниот ризик. Во соопштението компанијата рече, цитирам, клиентите споделуваат со нас летови, слики или видеа само ако одлучат да го сторат тоа. Корисниците секогаш може да летаат офлайн и без да се поврзат на интернет. Во меѓувреме, прашањата за можно шпионирање само ќе се зголемуваат.